Добар ден на сите. Согласно член 38 од статутот на општина Битола, службен гласник на општина Битола број 10/2005, свикувам седница на Комисија за туризам на Советот на општина Битола со една точка на дневен ред. Програма за измена и дополнување на програмата за туризам на општина Битола. Од страна на јавната установа Национален парк Пелистер до општината пристигнато е барање за поддршка, односно за комплетирање на авантуристичкиот парк и дополнување со нови содржини на Националниот парк Пелистер. Во моментот, претпоставам дека сте запознати, во делот на Националниот парк Пелистер веќе се имплементира проектот прекограничната соработка помеѓу Македонија и Грција. Националниот парк има повеќе активности кои што ги реализира. Тука е делот авантуристичкиот парк, изградба на Вија Ферата, зиплайн и останати други содржини. Барањето на јавната установа Национален парк Пелистер е да се одвојат во програмата за туризам 2.400.000 денари со цел да се збогатат содржините кои што се предвидени во изградбата на овој авантуристички парк. Претпоставам дека тука и представникот од општина Битола Венцо, тука ги имаме и представниците од Националниот парк Пелистер, директорот и вработените се тука. Може Венцо накратко и тој да образложи, подоцна ќе одиме со прашања доколку имате кон општината и Националниот парк Пелистер. Повели Венцо. Благодарам. Значи, како што рековте, 2.400.000 се предвидени од програмата за туризам да се обезбедат, односно овие средства се добиени и се обезбедени и ќе бидат предземени од програмата за економски развој, кај што ние од програмата за економски развој ослободуваме 475.000 денари и исто така 1.925.000 денари ќе бидат обезбедени односно предземени од средства кои беа планирани за компјутерскиот софтвер за кој што беше распишан за ГИС-от и ДМС-от, за кој што беше распишана јавна набавка, но нема да се спроведи оваа година, така да тие средства ќе бидат исплатени до година и се пренаменуваат конкретно за оваа намена. Јас не би навлегувал понатаму во како што сето тоа ќе допринесе односно представниците на Националниот парк ќе образложат поточно што сето тоа ќе биде, значи во врска со авантуристичкиот парк што се планира на Пелистер, кој е ИПА проект во соработка со Република Грција и како ќе бидат содржините и како ќе биде замислено сето тоа да се организира, јас би ги замолил тие подетално да објаснат. Добре, ти благодарам. Прашања дали има во однос на измената на програмата за туризам за 2022 година? Добре, доколку нема прашања, ја ставам точката на гласање. Доколку имате прашања, може да ги прашате, затоа прашав дали има прашања. Мислам дека да, може да го сагате од Националниот парк. Да. Добар ден еднаш на сите. Една голема благодарност до општина Битола и до Советот на општината за прифаќање на ова побарување наше до вас. Јас сум 2 години директор на Националниот, пред тоа сум бил 12 години во Скопје, заменик директор на населеништво. Сум шетал многу држави, континенти и сум видел како функционира и парковите. Иако Националниот парк Пелистер, како што знаете, е прв национален парк прогласен од 48. Не случајно цела Југославија да е прв парк во Битола.
Знаете дека Националниот парк Пелистер и сите паркови се со самофинансирање, што кога зборувам со луѓе тука, професори, и тие нему е јасно како е можно Националниот парк институција на држава да се финансира со самофинансирање. Јас того, од кога дојдов тука, барав со сите паркови една средба, за да можеме парковите да, како институција на влада, да може да се финансират како сите институции на државата. Ето дали ќе успееме да го реализираме ова, тоа ќе е многу плюс за нас. Ова го И како што знаете, Националниот парк Пелистер, иако што е институција на држава, тој е во Битола и тој Пелистер е наш, на битолчани. Јас како ресенчанец, сигурно знаете дека паркот е на двете општини, и Битола и Ресен. И затоа сакаме да се ангажирам овај мандат што сум, колку ќе сум, да се прави нешто за нашиот парк, за Пелистер, за да можеме за доброто на битолчани, ресенчани, па и околијата што е. Затоа уште еднош ви се заблагодарувам. Ние овај проект го добивме пред една година, така е нешто. Одобрен е, значи во сега и тендерска документација се е спремна, значи тендерот веќе е поминат, чекаме фирма за изведувач, али тие средства се, вие имате документ, ви дадовме тука да околу 134.000 евра кошта овај адвент паркот, значи адреналин парк за деца, за возрастни, виасперати и зиплайн. Пред да се почне ова, јас неколку дена ојдов и видов во Крушево како изграден еден ист вака адреналин парк. И стварно е многу атрактивен. Таму прашав и директорот што е на Панорама, тие го има, значи има доста туристи, многу заинтересирани, и зашто да нема Битола еден таков Пелистер, еден ваков парк, кој ќе е многу во интерес на граѓаните на Битола, па и нашите иселеници. Баш ова година му објаснав дека ќе имаме адреналин парк и зиплайн, тие одма беа спремни кога ќе се прави. Значи има многу интерес за овај парк. Така да овие средства што ги имаме, ние ги имаме само за дел на ова адреналин паркот и зиплайн, али тука треба да се прати и други помошни простори, да имаме стазите да се реновираат, да имаме во инфоцентар да се реновира, да има кој ќе да туристите да пијат едно кафе, еден чај, или значи ќе имаме тоа, еве имаме во документот, може Виолета малку да ви образложи. Благодарам. Почитувани присутни, ви благодарам за укажаната можност и за вашата помош, која што сакате да ни доделите на Националниот парк Пелистер. Она што ние со одобрувањето од ДИПА програмата се однесува на главните цели на изградбата на авантуристичкиот парк за возрастни и за деца и за виаферата и зиплайнот. Меѓутоа, како што знаете, последниве неколку години цел свет е во криза, така да останаа содржини кои што нема да можат да бидат реализирани. Нашето барање се однесува за изградба на мали придружни објекти во рамките на авантуристичкиот парк, за реализација и соодветно уредување на патека по камењарот, а ја знаете вие кои што сте, мислам, одите горе, да меѓутоа треба да се обнови. Уредување и ревитализација на пешачки патеки, тоа е детската едукативна патека во должина од 1,5 километар, изградба на одморалиште на Стрешница, која што ќе биде во склоп на тој авантуристички парк, уредување и ревитализација на велосипедска патека и исто така изработка на брошури, мапи и вклучувајќи на промотивна и едукативна кампања во однос на наведените проектни содржини кои што ќе ги нуди паркот во иднина. Значи, во овој момент
проектот дозволува само изградбата. Она што треба да биде видливо, пропатно, да се пофалиме, да речем, да биде убаво изведено, тоа е тоа што го бараме како ваша помош од општината да ни биде дозволено. Сепак ние сме транспарентни и тендерот можете слободно да го видите, се објавен на веб страната, не е ништо, мислам, она ни тајно и ова ќе биде заеднички реализирано и со вас. Во ред, ти благодарам. Може Прашање? прашање? Павел Чударовски. Кај е локацијата нова, кај ќе се гради? Локацијата се однесува во зона за одржливо користење, авантуристичкиот парк и вија фератата ќе бидат околу инфоцентарот. Зип лајнот беше предвиден на една друга локација што беше поатрактивна, меѓутоа опфаќаше во зона за активно управување, кој што сепак мислам за да се одобрат овие изведби во паркот, ние подлежиме и под Министерство за животна средина, не ни дозволија. Значи моравме да бараме нова локација за зип лајнот, таа исто се наоѓава во зона на одржливо користење. Значи околу детското одморалиште во тој на патот баш буквално за да имаат туристите можност, значи пристапност до паркот. Имаме некаков проект како ќе изгледа тоа, кои содржини ќе ги има паркот, све? Да, постои тоа, мислам, објавено е, затоа ви реков и на веб страна изведбата која што ќе биде за адреналински парк, за возрастни, за деца, значи сите тие елементи. Го има на страната на Националниот парк? Да, го има. Ќе побарате во вести и новости, објавени се тендерите. Мислам, ние покрај ова имаме и друг проект, и така да и тие тендери за превенција објавени, значи се е транспарентно во однос на... Можете слободно таму, мислам, она да се спушта, да се разгледаат. Сепак е ИПА програма која што ги бара тие услови да биде отворено и јавно. Дополнителни прашања? Златко имаше. Пред се како представници од Национален парк сакам да ви да ја поздравам вашата работа и да ви посакам успешна понатамошна работа. Јас можеби спомнавте, меѓутоа накратко само сакам да прашам, тој адреналинскиот парк треба да изгледа нешто како не во Крушево, така со прилично поголем, колкав по квадратура? Или за колку отприлика поголем, на пример? Може да видите на Ова што го реков. Така? Да, сакав да прашам и за локацијата, меѓутоа веќе го одговоривте. Благодарам. Има распишено тендер сега за фирма што ќе го изработи? Кога би било ова готово? Ова, значи, сите проекти од ова ИПА програма треба да бидат завршени до 3 септември 2023 година. Значи, затоа е целото брзање, не само за авантуристичкиот парк, туку и за општо за сите проекти што се на ИПА програмата, бидејќи ќе се распишува нова програма за однаредните години, после 2020 како што имат предвидено. И финално се ќе биде тогаш завршено. Значи, овој адреналинскиот се не знам јас точно, пошто не сум вклучена во тие тендерски постапки како се предвидени, меѓутоа мора да биде завршено за неколку месеци, како да кажам. Сега бидејќи фаќа овој зимски период, во зависност од условите. Меѓутоа мора да се... Ако не, сега е Европската унија многу ригорозна, значи ќе треба и пари да се враќаат ако не се реализира. То мислам, ниту ние како институција, ниту како држава некој ќе го дозволи тоа нешто да се вратат, да не се реализира, да не се изведе, кога веќе имаме средства за тоа. Повеле Анастасија. Исто јас го поздравувам. Долги години сум соработвала и за многу проекти со Националниот парк. Се надевам дека сите што ги имавме предвидено ќе се реализират. Ме интересира дали имаме предмер пресметка и се знаат зошто конкретно ќе бидат искористени парите од општината. Мислам, точно ќе бидат образложено во извештајот за што се парите, така? Да, ова го прашував заради некои други дискусии што сме ги имали, други проекти во Совето. Вака се прави проект, предмер пресметка, се дават пари за да се искористат и да се знае за што се искористени. Благодарам. Можам само да ви дообјаснам, бидејќи овој проект почнува уште од далечната 2016-17 година, кога сме се обидувале кон повеќе донатори, кон повеќе донатори за да може да биде реализирано, сепак не успеавме да речам. И сите предвидени содржини кои што беа вметнати тогаш, со
со почнувањето на кризата беа прекинати. Така да се овде, мислам, во однос на содржините кои што се со, мислам, елаборати, онака кои што треба стручно подкрепени да стојат, мислам и како документи стојат и кај нас дека сме ги барале за да бидат, така да ништо не е. Затоа ви реков, тоа ќе биде во заедничко. Ја знам дека стојат, ама сакав да. овде да слушнат сите како треба да се направи. Првен да имаме документација, па да даваме Со основа средства. на таа документација која што не е реализирано, овие средства се за тоа. Дополнително има Златко прашање, повели. Со оглед дека комисиите се снимат, само сакам да бидеме најасно и да прашам дали ќе биде само тој адреналински парк или ќе има и некои други комерцијални објекти, пример кафетери помали, бидејќи не го знам целосно проектот, само како прашање, што би требало да се изградат. Па со оглед на тоа дека се однесува околу инфоцентарот, веќе ние имаме, како да кажем, објектот е опремен со можност за услужување на таква дејност, да биде и како кафетерија, така да за останатиот дел се предвидени тие летниковци, помошни објекти за чување и на опремата ни се потребни, ќе бидат надвор од инфоцентарот, значи е предвидено. Се надеваме дека, мислам, успешно ќе се реализира тоа. Благодарам. Да, тоа е ИПА програма, значи останува на Националниот парк Пелистер. Сепак има, да, обучени ќе бидат лица, надворешни лица кои што ќе бидат, тоа стои во тендерската постапка, мислам така, директоре. Со лиценца ти Да, со лиценца мора тој што ќе го кој што ќе го гради, мислам, кој што ќе го изведува адреналинскиот парк има и обврска да обучи одредени лица за да може да го спроведуваат, одржуваат исто така. 6 работување. Да. Повели Петар. Здраво, имам прашање дали вкупната инвестиција како што разбрав е 134.000 евра на овој проект или грешно разбрав? 134.000 евра се однесува на тендерската постапка за адреналинскиот парк, која што е предвидена во буџетот на ИПА програмата за авантуристичкиот парк. А вкупниот проект е 203.500 евра. Значи, вкупниот проект е 600 нешто, со грците ние имаме 203. Да, 600 и 203.500. нешто илјади. Али тука имаме менаџер, овие што се... Меѓутоа, за изведувањето на паркот, за тој тендер, 134.000 евра се предвидени за таа реализација. Според програмата, тоа си е. Дополнително прашање дали има некој? Толку нема. Одиме кон гласање на дневниот ред. Едната точка, програма за измени и дополнување на програмата за туризам на општина Битола за 2022 година. Кој е за? 5 гласа за, 4 за, против и воздржани нема. Со тоа што дневниот ред е исцрпен, ја затворам седницата.